кратки најави за денешниот дневник. Поделени хуманитарни пакети на охридски семејства во социјален ризик од акцијата Недела на борба против гладта на Црвен крст Охрид. Занаечите се жалат на нелојална конкуренција. Кривични пријави за измамници од Бугарија кои сториле 21 кривично дело. Агенцијата за вработување врши анализа на пазарот на трудот. Документирани појасите со трска од Подмолје до Свети Наум. Со дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес по свежото утро, времето во текот на денот сончево и многу топло. Дневните температури не баш вообичаени за овој период од годината, односно за почеток на месец ноември. Максималната достигна 20 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон среда ведро и свежо. Утре на најголем дел од Европа претежно стабилно со локална облачност и надпросечно топло за овој период од годината. На крајниот запад и северозапад преумерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд со засилен ветер. На Балканскиот полуостров во среда времето претежно сончево, ќе има локална облачност, но ќе биде топло. На северна полуостров зголемена облачност. Максималните дневни температури на Балканот од 17 до 25 степени Целзиусови. Во Македонија во среда свежо утро. Во текот на денот сончево и надпросечно топло време со слаб северен и северозападен ветер. Минималните температури од 2 до 11, максималните од 16 до 26 степени Целзиусови. Во Охрид во среда свежо утро, а во текот на денот сончево и топло време. Минималната 8, дневната 20 степени Целзиусови. Во четврток претежно сончево и топло време со температура преку денот до 19 степени. Во петок сончево со локална облачност, а поплане зголемена облачност. Ќе има умерено облачно време, минималната 7, дневната 17, а во сабота во Охрид облачно време со обилни врнежи од дожд и посвежо. Минималната температура 9, додека дневната 11 степени. Со големо задоволство глобалната тек компанија Слайс најавува отворен ден за кариера во продажба во канцелариите во Охрид на булевар Туристички веднаш до градскиот пазар. Доколку сте подготвени за кариера во меѓународно реномирана компанија, ве очекуваме на 4 ноември во канцелариите во Охрид со почеток од 14 часот. Запознајте дел од тимот, научете одлични совети и трикови во продажба, уживајте во одлична пица. Ентузијасти, ажурирајте ја својата биографија и бидете подготвени да ги покажете вашите вештини и да бидете вработени на лице место. Придружете се на Слайс тимот. Супер акција во Миса Маркети. Паскалин кафе 200 плюс 100 грама гратис 59 денари. Елефант 80 грама 29 денари. Бонукс 8 килограми 559 денари. Боранија жолта фриком 400 грама 59 денари. Брокула фриком 400 грама 79 денари. Грашок фриком 400 грама 59 денари. Лосос котлети 600 грама 249 денари. Пастрмка 1 килограм 329 денари. Златна мешавина фриком 400 грама 59 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса Маркети. Ноември, месец на бесплатна реклама на ТВМ. Во време на тешка економска криза, ТВМ ја помага локалната економија со бесплатно отстапување на својот рекламен простор. Обратете се на нашите телефони за вашиот бизнис да стане видлив во регионов.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Социјални пакети беа поделени на охридски семејства во рамки на кампањата Недела во борба против гладот. Обезбедени се храна и средства за хигиена за 250 семејства во социјален ризик. Бранот на економската криза зафаќа се поголем број семејства на кои им е неопходна помош од заедницата. Поделена хуманитарна помош за 250 семејства во социјален ризик. Пакетите со храна и средства за хигиена беа доделени на социјално загрозени семејства од Охрид и Деберца. Со оваа хуманитарна акција заврши кампањата Недела во борба против гладот. Членовите на Лајонс клубот Десарети по 15 пат се вклучуваат во оваа кампања за да им помогнат на сограѓаните кои се нашле во тешка економска состојба во соработка со Општинската организација на Црвен крст, напоменува Устијана Речковска-Шиковска, председателка на Лајонс клубот Десарети. Има многу социјално ранливи категории и како што навистина треба да даруваме, голем е онај кој што дава. Се обидуваме да оваа акција поддржиме сите години во голема соработка со Црвениот крст исклучителна и мислам дека мал дел ќе ги насмееме некои лица на дечиња, а и на повозрасни луѓе кои што ќе ги искористат нашите донации. Покрај Лајон клубот Десарети, во хуманитарната акција за борба против гладот се приклучија и Лајонс клубот Деница, неколку општествено одговорни компании и маркети, кажува Сашо Точков, председател на Општинската организација на Црвен крст. Вклучени беа и младите, родителите на учениците кои дадоа свој придонес, кој колку може со донирање во оваа кампања. Собраните прехранбени производи и хигиенски средства се поделија на семејствата кои имаат повеќе деца, а дел ќе бидат поделени во месец ноември. За жал, бранот на економската криза опфаќа се поголем број на охридски семејства кои се принудени да побараат помош од Општинската организација на Црвен крст. Уште од почетокот на годината, но особено овој летниот период како така некако помина, но сега од септември месец притисокот е многу зголемен од страна на луѓето кои што имаат навистина социјално-економски проблеми и кои што се обраќаат до нас за најразлична помош од лекување до купување на лекарства и секако до потреби од храна, средства за хигиена и најразлични видови на потреби за обстојување, за обстанов. Навистина голем е бројот, како доаѓа ситуацијата, очекуваме дека тој притисок ќе се зголемува, особено е голема потребата за материјал за огрев, пред се на дрва се мисли. Председателот на Општинската организација на Црвен крст нагласува дека се обидуваат да им излезат во пресред на сите граѓани во социјален ризик, помагаат во рамките на нивните можности кои стануваат се поограничени, затоа што кризата ја чувствуваат сите и граѓаните и бизнис секторот. Занајчиите се жалат на нелојална конкуренција. Ефтината кинеска роба и онлайн продавниците на социјалните мрежи негативно влијаат на бизнисите во занајчискиот сектор. Од друга страна се чувствува и притисокот од енергетската криза. Нелојалната конкуренција негативно влијае на функционирањето на бизнисите во занајчискиот сектор. Се жалат занајчиите. Тие велат дека покрај ефтината кинеска роба на пазарот во земјава, голем проблем се онлайн продавниците на социјалните мрежи. Не плаќаат кири и вработени даноци, а нудат рачно изработени производи по пониски цени. Јас можда го одбирам можда по тешкиот начин, ама јас сакам да сум оригинална и автентична баш за за нашиот регион. Моите не може да ги најдете на друго место, не се копирани. Таму и за 50 денари да имат. Занајчиите ги загрижува и енергетската криза, зашто занајчиската комора поднесе барање тие да не плаќаат индустријска струја, туку цена како за домакинствата. Малце психички ни делуват енергетската криза, како кај сите и така и кај мене. Прем беше ковид, го поминавме то, сега енергетска криза и тоа ќе помине, само треба да се издржит. Сега малце подсвесно си као внимаваме. Почнав
Се малце намалуваме на некои работи, внимав. Сивата економија создава незадоволство за тоа што нелегалниот бизнис на интернет просторот делува без никакви давачки, а нема ниту контрола и надзор. Занаечиската комора предупредува дека секторот е во криза и информира дека побарала од владата субвенционирање на дел од сметките за потрошена електрична енергија за занаечиите од октомври 2022 до мај 2023, доколку не се субвенционираат занаетите на кои им е потребна поддршка во овој период, потенцираат од комората, голем дел од нив ќе престанат да вршат дејност. Кривични пријави за измамници од Бугарија кои во Македонија сториле 21 кривично дело. СВР Охрид поднесе кривична пријава против две лица од Благоевград, Република Бугарија, на возраст од 51 и 56 години, поради постоење основи на сомнение за сторени 21 кривично дело измама. Портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски информира дека пријавените во периодот од 17 август до 10 септември годинава телефонски им се јавувале на повеќе повозрастни лица од Охрид, на кои лажно им се представувале и ги известувале дека блиски членови на нивните семејства биле тешко повредени во сообраќајни несреќи. При тоа, доведувајќи ги во заблуда, на оштетените им ветувале дека за одредена сума пари можеле да им помогнат за нивно ослободување од кривична одговорност. На овој начин, пријавените предизвикале вознемиреност кај оштетените граѓани, а во 3 случаи од оштетените добиле пари со што се стекнале од противправна имотна корист во вкупен износ од 1.077.320 денари. Агенцијата за вработување прави анализа на расположливите кадри со квалификации и потребите на стопанството. Нема квалификувана работна сила на пазарот на труд во Охрид, а има невработеност. Во голем расчекор се побарувачката на разни квалификации и лицата кои бараат работа. Охридската агенција за вработување е во фаза на анализа на расположливите кадри со квалификации за потребите на стопанството. Агенцијата заедно со Асоциацијата за истражување и комуникации за развој Паблик ги разгледуваат состојбите на пазарот на труд и стручната спрема на евидентираните невработени лица за регрутирање на работната сила, информира Елведина Дика, директорка на Охридската агенција за вработување. За сега се разгледува пазарот на трудот во општина Струга и општина Охрид, каде што ќе се види што нема и што е потребно, затоа што во поголем дел од невработените лица се пријавени како општи вработени. Значи не се пријавени како квалификациони. Значи, општ работник мој да е и водоинсталатор, општ работник е тој што нема високо образование или средно образование, или нема образование, уствари нема документација и колку да помини редо е пријавен како општ работник со неквалификуван. А тој во меѓувреме мој да е квалификуван. Значи, кај нас не постои уште, да речам, една комуникација, не туку една информација околу сите сертификати, сите документи, сите дипломи кои што ги имаат невработените или и вработените. Стопанството има потреба од квалификувани работници кои ги нема да се пријават на работните огласи. Во производството и понатака недостасуваат шивачи, контролори на производствени линии, а во угостителството се бараат келнери на пола работно време. Во моментот пазарот на труд се наоѓа во одредена криза со недостаток од квалификувани профили, кои ги нема во евидентираните невработени лица. Ние можеме да кажеме дека кај нас секогаш сме имали криза. Значи, на лето имавме криза, немавме вработени. Сега имаме криза, имаме вработени, уствари имаме невработени, но немаме работна сила. Јас тоа многу добро го имам опоменато. Имаме лица кои што се невработени, кои што се во списокот, кои што се пријавуваат секој месец, кои што се од знаење или незнаење, се активни баратели или се како пријавени на 6 месеци како други лица кои што бараат работа. Тие како да не постојат во списокот, значи може и не се информирани или останало на традицијата да се вработа, да се пријавувам во заводот, али не дека ќе најдам работа.
Значи, останато е тоа. Со анализите на пазарот на трудот се очекува да се добие општа слика за квалификуваните невработени лица по стручни полиња. Во Охридската агенција за вработување на листата на евиденција на невработени лица има 4600, од кои 3100 мажи и 1500 жени. Документирани појасите трска на Охридското крајбрежје од Подмолје до Свети Наум за прв пат по скоро една деценија. Активностите ги спроведува Сдруженијето за заштита и одржлив развој на животната средина, Регионален зелен центар Охрид во соработка со Кампинг Скаут Струга во рамки на проектот Мапирање и управување со трската на Охридското езеро. 8 едукативно-информативни видеа за трската на територија на општина Охрид објави Сдруженијето за заштита и одржлив развој на животната средина Регионален зелен центар Охрид. Со видеата се опфатени подрачја со трска од село Подмолје до Свети Наум Охридски и истите се достапни за јавноста на YouTube каналот на Регионален зелен центар. Материјалот е резултат на 16 денови теренско истражување од вода и од копно. Се изврши лоцирање и евиденција на сите појаси на трска долж крајбрежјето на Охридското езеро на потекот од Подмолје до Свети Наум. Се водеа дневни забелешки за моменталната состојба на секој од појасите, како мерење на површината, дали појасите се проширени или намалени и слично. Се прибираше фото и видео материјал се со цел спроведување на идните предвидени активности и изработка на предвидената документација како финален продукт од овој проект, велат од Регионален зелен центар. Активноста е дел од проектот Мапирање и управување со трската во Охридското езеро, кој се спроведува во рамки на регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан, финансирана од делегацијата на Европската унија во Скопје, а ја спроведува UNDP. Регионален зелен центар Охрид проектот го имплементира во соработка со Кампинг Скаут од Струга. Во месеците кои следат планирани се 3 работилници на кои ќе бидат поканети сите засегнати страни за правилно управување со трската, локалното население, релевантни институции, експерти, млади спортисти и други. На нив ќе се дискутира за моменталната ситуација и за мерките кои треба да се преземат за правилно управување со трската. Ќе се водат забелешки и ќе се донесат одлуки кои понатаму ќе бидат вметнати во предлог иницијативата, додаваат од Сдруженијето Регионален зелен центар. Главна цел на проектот е соодветно управување со појасите на трска во басенот на Охридското езеро, што подразбира нивно мапирање и заштита. Водечки специфични цели се креира на јавна свест за значењето на трската и подигнување на степенот на законска заштита. Поради изведување на градежни работи, поставување на атмосферска канализација на улицата Марко Цепенков во функција е времен режим на сообраќај. Се известуваат граѓаните што живеат и гравитираат на тој потек, дека е забрането паркирање во должина на оваа улица на потегот од кружната крстосница на пресекот со улицата Момчило Јордановски до инфективното оделение при Општа болница Охрид. Од локалната самоуправа додаваат дека градежните активности се дел од годишниот план на секторот за комунални дејности, сообраќај и улици на општина Охрид, за што уредно се информирани сите засегнати институции. СВР Охрид во охридските села ја спроведе превентивната активност за безбедно возење трактори и земјоделски машини. Во текот на вчерашниот ден, полициски службеници при секторот за внатрешни работи од Охрида во соработка со Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата, на подрачјата на охридските села Косел, Лескоец, Горно и Долно Лакочереј, реализираа превентивни активности во рамки на превентивната акција која се одвива под мотото безбедно возење трактори и земјоделски машини. При тоа полициски службеници беа на терен, каде земјоделците управуваа и работеа со земјоделска механизација и со нив разговараа за важноста од техничката исправност на тракторите и другата механизација вклучена во сообраќајот, како и за задолжителна исправност на светлосните уреди за поголема видливост, посебно во ноќни услови, како основен предуслов за нивно безбедно учество во сообраќај. На земјоделците возачи на земјоделска механизација им беа посочени и другите законски, обврски и едукативни совети за подигање на сообраќајната култура, а на тракторите и земјоделските машини беа поставувани флуоресцентни самолепливи лепенки за поголема видливост. Во продолжение да ги погледнеме вестите од светот. Владимир Путин изјави дека го суспендира и завршува учеството на Русија во договорот со кој се гарантира безбеден премин на бродовите со украинското жито и обвини Украина дека го користи безбедносниот коридор во Црното море за да напаѓа руската флота.
Обединетите нации кажаа дека немало товарни бродови во коридорот ноќта на нападот. Украина досега не ја презеде одговорноста за големиот напад со дронови во кој бил оштетен еден руски воен брод. Украинскиот председател Володомир Зеленски изјави дека договорот ќе биде испочитуван и обвини Русија дека го уценува светот со глад. И покрај последните најави од Русија, 12 бродови со 345.500 тони храна вчера го напуштија Црноморското пристаниште, соопшти Украинското министерство за инфраструктура и е рекорден извоз во еден ден од како се спроведува договорот. Повлекувањето на Русија од договорот беше критикувано од САД и ЕУ, а Турција кажа дека извозот мора да продолжи. Косовскиот министер за внатрешни работи Джелјал Свечља изјави дека полицијата почнала да го спроведува планот за автомобилите со српски регистарски таблички. Во исто време во Белград е соопштено дека председателот Александар Вучич издал наредба српската армија да биде во состојба на готовност. Овој план во 3 фази ќе се спроведува од до 21 април 2023 година. Според него, од денес ќе им се издаваат предупредувања на собствениците на автомобили со српски регистарски таблички со барање да одат во било кој од центрите за регистрација на возила и да ги регистрираат своите возила со таблички на Република Косово. Приштина смета дека регистарските таблички издадени од српските власти се незаконски, но тие се толерираат на северот на Косово досега. Најмалку 14 лица се повредени во масовно пукање во Чикаго за време на прослава на ноќта на вештерките. Од полицијата на пресконференција потврдија дека имало масовно пукање, а меѓу повредените има и 3 деца на возраст од најмалку 3 години. Останатите повредени според полицијата се полнолетни. Нападот траел само неколку секунди, а пукачите по случаен избор пукале во толпата. Засега никој не е уапсен, а мотивот за нападот се уште е нејасен. Настраданите се пренесени во неколку болници, засега нема информации за смртни исходи. Инаку некои луѓе се наоѓаат во критична состојба. Американскиот милиардер и собственик на SpaceX и Tesla Motors Илон Маск се именуваше за нов извршен директор на Твитер откако го распушти одборот на директори и најави ново реструктурирање. Неговиот тим планира да отпушти 25% од работниците уште во првиот круг од реструктурирањето. Маск исто така го распушти одборот на директори на Твитер и се назначи себеси за единствен член на одборот, се вели во поднесокот до Американската комисија за хартија од вредност. Подоцна објави на Твитер дека распуштањето на одборот е само привремено. Минатата недела ја презеде контролата врз оваа социјална мрежа за повеќе од 44 милиарди американски долари. Почитувани гледачи, ова е се во првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам што бевте со нас. Пријатно.